Добар ден, почитувани. Ја следите на новата Телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со приватната клиничка болница Жан Митрев. Денеска ќе зборуваме за Алцхајмеровата болест, најчестиот облик на деменција. Како се препознава, третира и диагностицира оваа болест, ќе ја запрашаме доктор Марија Милановска, специјалист по неврологија од болницата Жан Митрев. Разговорот ќе го проследите по рекламите, а како и досега во вториот дел на емисијата ќе имате можност да се вклучите со ваши прашања во програма. Останете на Телма. За Алцхајмеровата болест во денешната Телма амбуланта зборуваме со доктор Марија Милановска, специјалист по неврологија во приватната клиничка болница Жан Митрев. Докторке, добре ни дојдовте повторно во студиото на Телма. Добар ден. Добар ден, добро ве најдов и благодарам на поканата. Како што луѓето стареат, така може да забележат потешкоти во помнењето или пак во учењето на нови работи. Па дали Алцхајмеровата болест е нешто што нормално може да се јави со текот на годините? Алцхајмеровата болест е болест од невродегенеративен карактер, спаѓа во групата на деменции, е најчесто застапена деменција. Речиси повеќе од 1/3 од сите деменции кои што ги познаваме отпаѓаат на Алцхајмеровата болест, тоа се некои 60 до 70% од сите пациенти што имаат деменција всушност се сврстуваат во групата на болни со Алцхајмерова болест. Како што рековте, главна карактеристика на болеста е постепеното споро пропаѓање на меморијата и останатите когнитивни и ментални функции на индивидуата, но би рекла дека Алцхајмеровата болест, односно начинот на кој што се развива болеста и афектира меморијата и когницијата, не се сврстува во рангот на нормално старење. Нормално старење значи по време на заборавеност од типот каде ги остави вклучевите, дали требаше дали ја заклучи вратата и така натаму, нешто што секојдневно ни се случува на сите нас. Меѓутоа, она што се случува на клинички план кај Алцхајмеровата болест, посебно во подоснежните стадиуми од болеста, не представува карактеристика на нормалното старење. На која возраст обично се диагностицира оваа болест? Болеста се диагностицира тогаш кога пациентот ќе побара помош. Меѓутоа се појавува најчесто над 65-та година од животот. Возраста или годините или староста се главниот ризик фактор за појава на болеста. И како што одминуваат годините, после 65-та година од животот, ризикот за појава на симптоми на Алцхајмерова болест се дуплира за секои изминати 5 години. Но може ли да биде забележан и ке помлади лица? Има ретки случаи кога таквата форма на деменција, односно Алцхајмеровата болест, може да се јави многу порано, значително порано од 65-та година од животот, некаде околу 40-та година од животот може да се јават симптоми на типична клиничка слика на Алцхајмерова болест, која што е многу ретка. На таквите форми на во англосаксонската литература се познати како early onset или болест со ран почеток, отпаѓаат помалку од 1% за среќа од случаите, од сите случаи со Алцхајмерова болест, и обично се тоа хередитарни, односно наследни форми, каде што генетскиот фактор има клучна улога во појава на симптомите. Веќе ги го споминавте генетскиот фактор, значи утврдени се одредени мутации на гени кои што може да се наследат во семејството и да се јави оваа болест, но секако во 1% веќе споминавте. Така, многу ретко, да, речи си помалку од 1%. Алцхајмеровата болест може да биде наследена од родителите на нивните потомци, односно на нивните деца. И тука се инкриминирани 3 гени. Еден од нив е одговорен за кодирање на одреден протеин кој што транспортира холестерол во клетките, другите 2 се исто така одговорни за одредени протеини и мутацијата на овие гени всушност доведува до абнормалното ложење на протеини во клетките и во просторот помеѓу клетките, односно во интерстицијалното мозочно ткиво, што понатаму ја отежнува комуникацијата на невроните, односно влијае на
интерсинаптичкото комуницирање помеѓу нервните клетки и на тој начин доведува до клиничка слика на Алцхаймерова болест. Така, главниот ризик фактор споменавте дека е возраста, потоа може да е генетската предиспозиција. Има ли уште нешто што науката го идентификувала како потенцијален ризик фактор за појава на оваа болест? Речи си како и сите невролошки болести, посебно невродегенеративните, така и оваа форма на деменција, односно Алцхаймеровата болест, е мултифакторијална болест. Не можете да го вперите прстот кон еден ризик фактор и да кажете дека да, еве, тоа е причината за појава на болеста. Возраста, односно годините, се главниот ризик фактор. Рековме, фамилиарната историја, односно позитивната семејна анамнеза за присуство на членови во семејството од прв степен, родители, браќа, сестри и така натаму, исто така го зголемува ризикот. Меѓутоа, јас би рекла дека и стилот на живот, начинот на кој што се справуваме со секојдневниот стрес, начинот на кој што реагираме на стресот, исхраната, физичката активност, придружните болести, односно коморбидитети, имаат голема улога во забрзување на процесот на дегенерација на мозокот и можната појава не само на Алцхаймерова болест, туку и на некои други болести од невродегенеративните заболувања на мозокот, како посериозни и почести ризик фактори кои што допринесуваат да се појави болеста се нерегулираниот висок крвен притисок, односно хипертензијата, речи си сите типови кардиоваскуларни заболувања, болести на срцето и крвните, големите крвни садови, пред се на каротидните крвни садови, екстракранијалните, тие што се локализирани во вратниот дел, како и болести на ниво на самите крвни садови во мозокот, во мозочното ткиво. Знаеме дека е мозокот орган кој што е изворено зависен од кислород и глукоза, односно круцијално за негово функционирање и опстојување е доброто крвоснабдување, добрата оксигенација. Кога имаме инсуфициентна срцева работа или запушување на крвни садови, кои што не можат да овозможат доволен доток на крв во мозокот, постепено со текот на годините тоа доведува до споро, но сигурно оштетување на мозочното ткиво, каде што може да бидат зафатени и делови од мозокот кои што се директно инволвирани во мемориските процеси, складирање на меморијата и повикување на истата во одреден момент. Така да би ги издвоила кардиоваскуларните фактори, потоа шеќерната болест и се разбира гојазноста. Стилот на живот има исто така голема улога, немањето физичка активност, претераниот седентарен начин на живот, консумирањето ексцесивни количини на алкохол, пушењето цигари, па и аерополуцијата во последно време, загадувањето на воздухот, сите тие фактори допринесуваат за што поголема можност за појава на Алцхаймерова болест меѓу останатите. Докторке, а кои симптоми не смеа да се игнорират кога станува збор за Алцхаймеровата болест? Така. За Дали жал... се работи само за проблем со меморијата или за некои други пропратни симптоми? Така почнува, значи, оштетување на меморијата или проблеми со мемориските дефицити се првите симптоми кои што се јавуваат кај Алцхаймеровата болест. И за жал и во денешно време и покрај сите достапни алатки, информации, и форуми, и организации кои што се трудат да ја подигнат свесноста за Алцхаймеровата болест, понекогаш за жал пациентите и нивните семејства многу доцна доаѓаат на невролог за да побараат стручна помош. Болеста е како камелеон, таа се прикрадува во животот на пациентот и првите симптоми се некои благи мемориски проблеми кои што се незначителни и кои што најчесто самите пациенти и нивните семејства ги препишуваат на замор, намалено расположение. Голем дел од пациентите кои што се во таа група на болни со Алцхаймерова болест се најчесто во години од животот кога не се во работен однос, имаат тенденција повеќе социјално да се изолираат, ги намалуваат интерперсоналните односи со другите луѓе, така да и тоа допринесува да помалку бидат изложени на некои настани и случувања во кои што може да дојде до израз
нивниот мемориски дефицит, едноставно се закопани, условно кажано, во една рутина во која што се наоѓаат во комфорт зона, во која што совршено функционираат. Тука се нивните сопруги, сопружници, деца, најблиски да им помогнат, да отидат да им платат сметки во банка, да им испазарат. Значи, нивниот социјален живот е сведен на минимум и можноста да се препознаат првите многу суптилни симптоми на болеста се исто така сведени на минимум. Во моментот кога ќе се случи да залутаат во простор кој што е познат за нив, да не знаат како да се вратат до дома, или наместо да отидат во бањата, да отидат во спалната соба или во некоја друга просторија од домот, или кога ќе почнат да забораваат имиња на познати личности, имиња на најблиските, кога ќе почнат да ги ословуваат децата со различни имиња, кои што не се нивните вистински имиња, или да ги занемарат интерперсоналните односи кон најблиските членови во семејството. Например, често може да ја заменат жената за ќерка, ќе кажа, кога ќе ги прашате која е господјата која што ве доведе на преглед, очигледно е дека е тоа неговата сопруга, карикирам, пациентот ќе каже тоа ми е ќерка или тоа ми е комшивка и така натаму. Значи, дури тогаш, за жал, многу касно. Доцна. Да, многу доцна се доаѓа на невролог. И тогаш штетата е веќе направена и, за жал, третманот е покомплексен, потежок. И послабо ефективен, за разлика од тоа ако се почне во пораните стадиуми на болеста. А дали Алцхајмеровата болест се јавува сама од себе, односно и предходи ли нешто, или не мора секогаш да биде така? Кога велам предходи, да речеме пензионирање или пак некакво осамување, некој стресен настан во животот. Так. Тоа е клучниот момент во дијагностицирањето на болеста и понатаму можеби во собирањето на податоци во големи метаанализи да се помогне во осознавањето дали болеста настанува сама од себе или низа на настани во животот на една индивидуа може да доведе до појава на болеста. Верувам дека сите ние носиме одредена предиспозиција за одреден тип на заболување, која што може да биде фацилитирана, засилена, провоцирана од одредени тригер фактори, односно стресогени, условно кажано, настани во животот, како што е, например, еве го споменавте, пензионирањето. За одредени луѓе тоа е голем хендикеп, затоа што одеднаш престануваат сите комуникации, сите социјални врски, се губи значењето на личноста во општеството, на база на тоа чувство кое што се развива, на безвредност кај индивидуата, може да се развие депресија, која што уште повеќе може да го потенцира, да ги отклучи некои од механизмите на појава на болеста. Меѓутоа, цврсто сум уверена дека индивидуата си го носи некој во себе коморбиден фактор, кој што изложен на дејство на вакви настани може само да доведе до забрзано појавување на болеста. Се разбира, ако е во некоја хармонична средина пациентот, каде што има поддршка од семејството, од околината, каде што има ангажман, каде што има цел во животот, а не е препуштен стихино на животот да го носи онака како што другите ќе одлучат и ќе биде пасивен учесник во својот живот, тогаш мислам дека шансите за појава на болеста се многу поголеми. Многу зависи од тоа како ние ќе си го уредиме животот понатаму и кои ќе бидат нашите приоритети. Докторки, има ли некакви тестови со кои што може да се процени когнитивната, па и социјална интеракција на луѓето и врз основа на тоа да се постави дијагноза Алцхајмер? Да, постојат. Се разбира дека постојат такви тестови, се нарекуваат невропсихолошки тестови, има повеќе такви модалитети на тие тестови. Тестови со прашање се тоа всушност, така? Тоа се така многу креативни тестови во кои што освен прашања има цртежи, има делови во кои што пациентот, односно испитаникот, треба да препознае зашто станува збор, како се поврзани објектите, зошто тие објекти на сликата се токму така нацртани, која е нивната поврзаност.
Значи, со тие тестови можеме ние буквално да навлеземе во суштината на когницијата кај една индивидуа и да ги исцрпиме сите негови мемориски, бихевиорални, когнитивни, концентрациони и сите капацитети на една индивидуа и да добиеме на вистина вредни информации за тоа што се случува на тој план, на тоа поле. На крајот од тестирањето, секоја од задачите за која што бил задолжен пациентот да ја одговори или да ја реши, се бодираат тие тестови и врз основа на бодувањето се донесува заклучок за тоа каква е когницијата, каква е меморијата. Кога станува збор за Алцхајмеровата болест, она што е еквивалент е меморијата, меѓутоа меморијата не е само меморијата засегната. Засегнати се и некои други капацитети, како што е, например, учењето на нови содржини. Дел од пациентите, ако се засегнати тие визуоспацијални капацитети, ориентацијата во просторот и времето, ако е засегнат видот, не препознаваат познати објекти, не можат да препознаат бројки и букви, се явуваат дислексија, дискалкулија и така натаму. Така да тие тестови се многу опширни, многу комплексни, понекогаш траат долго, исцрпувачки се и за самиот доктор или психолог кој што ги прави, но и за пациентот, меѓутоа даваат многу корисни информации и се имаат многу голема предикторна вредност за тоа како понатаму би се развивала болеста, и тоа е еден од, да кажам, за наши услови во нашава држава, еден од најсигурните начини да се постави сомнеш, барем сомнеш, дека може би станува збор за некој когнитивен проблем кој што понатаму би водел до појава на болеста на Алцхајмер. Докторке, на интернет има ваков тип на прашалници. Да. Дали во домашни услови може да се тестираат оние кои што развиле некаков сомнеш дека може би не се во ред со нивната меморија, со нивниот когнитивен потенцијал? Можат ли тие кратки тестови, скратени, да дадат може би насока и одговор за проблемот? Може да дадат една груба информација, груба ориентација, се зависи од тоа за каков тест станува збор. Мока тестот е еден од најприменуваните, па може да се примени и во домашни услови. Обично кога доаѓаат пациентите кај мене на преглед, се подсомнеш за Алцхајмерова болест или некој друг тип на деменција во кој што сигурно ќе биде засегната меморијата, им се наложува едно најобично прашање, најчесто им кажувам 3 зборчиња кои што треба да ги запомнат и во текот на разговорот, после одредено време од анамнезата, анамнестичкиот распит, ги подсетувам да ми ги повторат зборовите. Ако не можат да се сетат да ги повторат зборовите, тоа е веќе аларм. Доколку ги повторат, меѓутоа не по ист редослед онака како што јас сум ги кажала, и тоа е аларм, меѓутоа од помал степен, меѓутоа наједноставен начин да утврдите, па и во домашни услови, како една индивидуа се справува со ориентација во простор и време, затоа што и тие капацитети од когницијата биваат многу рано засегнати кај Алцхајмеровата болест, уналожувате на сопругот или на сопругата, на блискиот, нацртај ми еден зиден часовник и означи ми со голема и мала стрелка 13 часот и 45 минути. Кај сите без исклучок пациенти кои што имаат, тоа моето искуство го потврдило, кои што имаат проблеми со меморијата, зидниот часовник не го цртаат во неговата природна големина, туку многу мало, како рачно часовниче. И кога ќе им се каже, обично им давам да означат со големата и со малата стрелка, малку по време кое што е малку потешко да се означи во нивните капацитети. Например, 14 часот и 45 минути е многу потешко. Сум приметила дека, сум забележала дека многу потешко го означуваат, отколку ако им кажете, напишете ми со големата и малата стрелка 13 часот. Да. И тоа е сигурен знак дека почнуваат промени на ниво на когницијата, на меморијата, снаоѓањето во просторот и во времето. Тоа се толку понекогаш бизарни цртежи кои што наликуваат на цртежи кои што може би ги нацртало детенце од 3 години. Да. И откако ќе забележите нешто вакво, дека постои проблем, има ли дополнителни испитувања кои со сигурност ќе ја потврдат дијагнозата Алцхајмерова болест?
Не. Додека е жив пациентот, не. Дефинитивната диагноза на болеста на Алцхаймер се поставува постмортем, односно после смртта на пациентот, најчесто со аутопсија, односно се прават испитувања на патохистолошки испитувања на мозочното ткиво и на микроскоп се детектираат протеините, абнормално натоложените протеини во невроните, тоа се тау протеините, и во интерстицијалното ткиво, односно просторот помеѓу невроните, а тоа се амилоидните плаки, односно траки. Додека во целиот тој диагностички процес, кога ќе се постави сомнежот за болеста на Алцхаймер преку тестови, анамнезата, разговорот, исто така многу помагаат да се постави диагноза. Вие кога ќе ви дојде пациентот во амбуланта и кога ќе го прашате кога е роден, тој ќе ви го каже точниот датум. Кога се родени неговите деца, исто така ќе го каже датумот. Меѓутоа, кога ќе прашате кој ден е денес, што имавте за доручек вчера, или кој голем празник ни иде во пресред, кога се некои клучни, Нова година или празници кои што се општо познати и на национално и на интернационално ниво, тие нема да знаат. Значи, да актуелната меморија е засегната. И тогаш веќе е поставен сомнежот. Дефинитивната диагноза не може да се постави ниту со современите неуроимиджинг техники. Вие кога биде ли намален мозокот кај пациентите со Алцхаймерова болест? Тоа сакав да кажам. Најчесто се прави магнетна резонанца кај таквите пациенти. Магнетната резонанца на мозок секогаш покажува еден мозок кој што е атрофиран, кој што е намален, кој што има тенденција да се смалува, се губи мозочното ткиво, а за сметка на загубата на мозочното ткиво се прошируваат коморите во мозокот. Тие кои што се одговорни за продукција на ликвори, каде што се собира течноста од мозокот, осиромашува, го снемува мозокот, изумираат мозочните клетки. Така. Ќе ги вклучиме гледачите од овој момент во емисијата. Почитувани, контактна е од денешното издание на Телма Амбуланта, од овој момент е контактно. Телефонскиот број ќе биде испишан на екранот и ви можете слободно да се вклучите во програма со ваши прашања поврзани на темата на која што говориме. Значи, споминавте како се тоа се диагностицира и што се презема доколку пациентот е во почетната фаза на болеста. Бидејќи знаеме дека за Алцхаймер лек не постои. За жал. За жал, пак ќе спомнам, тоа е една десперантна, очајна област во неврологијата, не само Алцхаймеровата болест и сите други деменции, па и Паркинсоновата болест. Тоа се болести кои што се за кои што ниту се знае како настануваат во суштина, ниту пак не знаејќи го патофизиолошкиот механизам, од тука произлегува и последицата да не можеме да обезбедиме адекватен третман. Кога симптоматска ли е терапијата? Терапијата е симптоматска. За среќа научниците на светско ниво дошле до сознанија што се случува веќе во поодминатите стадиуми на болеста, затоа што додека не биде оштетена една критична маса на неврони во мозокот, а тоа е повеќе од 50%, симптомите не се толку видливи. Потврдено е дека доаѓа до изумирање на делови од мозокот кои што се одговорни за складирање на меморија, за учење на нови содржини и за повикување на претходни мемориски искуства. А тој дел од мозокот е познат како хипокампус, делови од мозокот кои што се оштетени кај деменциите, односно кај Алцхаймеровата болест и челниот, односно фронталниот лобус, таму каде што се наоѓаат нашите центри за инхибиција, за адекватно социјално однесување, тие кои што не прават уствари хомо сапиенс, тие кои што не прават луѓе. Свесниот дел од мозокот е сместен таму и сите врски помеѓу тој фронтален дел од мозокот, преден и хипокампусот, на некој начин се детериорирани, уништени. Се дошло до сознание дека
се оштетуваат, односно изумираат клетки кои што се одговорни за продукција на еден хемиски гласник, односно месенџер во мозокот, стручно познат како невротрансмитер. Неговото име е ацетилхолин. Ацетилхолинот е исклучително важен за тоа синаптичко функционирање, односно разговор помеѓу нервните клетки. Неговото намалување, односно дефицитот на ацетилхолинот како резултат на изумирање на невроните кои што го продуцираат, доведува до значителен пат на меморијата. И да се користат лекови во неврологијата кои што всушност се даваат не да го надополнат недостатокот на ацетилхолин, меѓутоа директно делуваат на ензимот кој што е одговорен за разградување на ацетилхолинот. Тоа се всушност лекови кои што се нарекуваат инхибитори на ацетилхолинестеразата и тие се познати секаде во светот, па и кај нас. Тоа се лекови од типот на донепезил, галантамин и ривастигмин, кои што се употребуваат во почетните стадиуми од болеста. Значи почетните. Да. Во почетната фаза, но не и во доцната? Продолжуваат да се применуваат и во подоцнежната фаза од болеста, затоа што патофизиолошкиот механизам е ист. Недостатокот на ацетилхолин, односно лек кој што ќе го инхибира ензимот кој што го разградува ацетилхолинот. Во подоцнежните стадиуми од болеста резервиран еден друг лек кој што се нарекува мемантин, кој што делува на еден друг невротрансмитор во мозокот кој што се нарекува глутамат, кој што исто така има улога ако ексцесивно прекумерно се излачува во мозокот да ги намалува мемориските капацитети, односно да влијае на меморијата, на памтењето, учењето, нови содржини и така натаму. Имаме гледачи кои што очекуваат да постават прашање во денешната Телма амбуланта. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Во програма сте? Али сум во програма? Да, во програма сте. Ве слушаме одлично, повелете. Да, добар ден. Сакам да ја прашам докторката дали зуење во ушите и вртоглавица се некој симптом за Алцхаймерова болест, едно, и друго, дали има некои анализи, крвни анализи преку кои што може да се констатира болеста. Така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Зоењето во ушите и вратоглавиците не се класичен симптом на Алцхаймеровата болест, односно не ја карактеризираат болеста на Алцхаймер. Меѓутоа, често во поодминатите години од животот, пациентите ќе дојдат и со такви поплаки покрај мемориските дефицити, односно проблемите со меморијата, кога ќе ги распрашате евентуално за други тегови, за други симптоми, дел од нив ќе се пожалат и на зуење на ушите и вратоглавици. Тоа е најчесто производ на некои други здравствени проблеми, поврзани не само со централниот нервен систем, односно со мозокот, туку и со центарот за рамнотежа во средното и внатрешното уво, со промени на вратниот дел на рабетниот столб, инсуфициентна циркулација на ниво на каротидните крвни садови, големите крвни садови кои што го снабдуваат мозокот, така што не би рекла дека се клучни знаци и симптоми на болеста, меѓутоа, ако се присутни, може да ги влошат веќе постоечките симптоми на Алцхаймеровата болест, затоа што зуењето на ушите, ако е упорно и константно, доведува до една состојба на анксиозност, вратоглавиците може да доведат до чести паѓања, на повреди, несакани скршеници и така натаму, значи значително го нарушуваат квалитетот на животот кај пациентите со Алцхаймеровата болест, а не се така ретки тие симптоми. А што е со анализите преку крв? Анализите преку крв постојат одредени биомаркери кои што може да кај нас за жал се уште не, меѓутоа во светот постојат биомаркери кои што преку крвта, нивното покачување во крвта може да не упати на постојање на почетни промени, кои што може да одат во прилог на Алцхаймерова болест. Генетските тестирања се исто така еден од начините, меѓутоа тоа ретко се применува кај нас од проста причина што се многу комплексни, многу чинат и во една етичка смисла, кога го разгледувате тоа прашање од етички аспект, да, може би помогнало во стилот на живот да промени нешто пациентот, меѓутоа
сознанието дека се носители на некои Не е од гените едноставно. не е едноставно. Притисокот е голем. Притисокот е голем, да. Но ако некој е носител на оваква генетска мутација, дали со сигурност значи дека ќе развие Алцхајмерова болест или е само можност? Зависи кој од гените се инволвирани, меѓутоа носителите на генетски мутации може да развијат Алцхајмерова болест доколку се подпомогнати од околинските фактори тригерирани, пак ќе кажам, од стилот на живот, навиките, придружните заболувања и така натаму. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Сакам да прашам дали проблемите со видот имат влијание на како предзнак за болест, за деменција. Докторки, да имате некое прашање, подпрашање, како вид на проблеми со видот? Да. Например, ми се случи да во очите да гледам светулки, звездички. Кога бев на преглед, ми рекоа дека имам проблем со стаклескиот дел од окото, дека може да се одлепи мрежницата и така, да речем, да настани слепило. Но вие стравувате да не случајно сето ова е поврзано и со мозокот. Отивам прочитано дека една причина е и видот. Така. За деменција. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Одлично прашање постави Питачката. Госпоѓата, да, и не подсети да го споменеме и тој симптом, еден од симптомите, првите симптоми, суптилни, на како предиктор на понатамошен развој на болеста на Алцхајмер може да бидат проблемите со видот, особено ако се зафатени делови од визуелниот кортекс, каде што е центарот за вид. Таквите луѓе, таквите индивидуи обично иницијално ќе побараат помош кај офталмолог и кога ќе се направат офталмолошки анализи, ако нема некои старечки промени на видниот апарат, тоа што истурено го гледаме односно на окото, најверојатно ќе завршат со совет за очила, капки за очи и така натаму, а симптомите, видните проблеми се уште перзистираат. Тоа е моментот кога ќе треба да бидат упатени на невролог. Постојат неврофизиолошки методи со кои што ние можеме да утврдиме така наречени визуелни евоцирани потенцијали, дали станува збор за оштетување на видот и на кој дел од видниот пат е тоа оштетување, затоа што видот не е само окото. Се што се случува позади очното јаболко, почнувајќи од очниот нерв, преку оптичките патишта, преку хијазмата на оптичкиот пат, се до окципиталниот лобус, каде што се наоѓа центарот за вид, е една голема игра, една многу комплексна патологија, која што меѓу другото може да значи и почеток на Алцхајмерова болест. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало. Во програма сте. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вика керка на мајка ми е болна од деменција и од Алцхајмерова болест. Така. Само ќе ве замолам да го следите разговорот преку слушалката. Намалете го тонот на телевизорот. Да, добро. Мајка ми е веќе 4 години со болест да се бориме. Така? И прима мемантин, прима јаснал на вечер. Ја покривам со витамини за Brain Protect, Brain Vit. Она си е во заштитена средина, она не сака да менува. Ако и речам, веќе не сака да излегува надвор. Сака почесто да биде дома затворена. Темницата и сака да е повеќе во темница, отколку да е со нас и да разговара и да комуницира, но јас не ја оставам. Секој ден имаме, значи стануваме, доручкуваме терапија, мораме да бидеме сите заедно, комуницираме, ја потсеќам. Значи нормално се однесувам со неја. Се надевам дека тоа помага. Да. И би ја прашала докторката
знам дека има етапи болест и дека се повеќе и повеќе се развива. Што друго може да им помогне на овие болни луѓе за да ги држиме во една безбедна средина? Така, ви благодарам за вклучувањето во програм и семејствата се исправени пред еден огромен предизвик. Што може да се направи во понапредната фаза на болеста? Секоја чест за оваа ќерка на една мајка која што боледува од Алцхајмерова болест. Мислам дека кога веќе се ќе се дознае, односно кога ќе свати самиот пациент и неговото семејство дека станува збор за една болест која што со текот на годините ќе нема директно да доведе до смртен исход, меѓутоа значително ќе го наруши квалитетот на животот, е една огромна тага, болка, пораз на секаков, на личен, на професионален, на интимен план. И тежината на болеста не го засега само пациентот, туку и членовите на најблиското семејство или луѓето кои што се одговорни да се грижат за тие лица во текот на денот или во текот на 24 часа, затоа што како што одминува болеста, така пациентите ја губат својата автономност и се повеќе и повеќе стануваат зависни од друго лице. Многу убаво спомна госпоѓата, дека се извинувам, ве прекинав, дека не ја оставаат никогаш сама. Сите тие клучни настани во текот на денот, собирањето на маса заедно, доручек, ручек, вечера, разговори, интелектуална стимулација и така натаму, славење родендени, клучни празници во текот на годината заедно и така натаму се многу битни за тие луѓе. И проблемот е во тоа што голем дел од пациентите, посебно тие кои што во животот биле изворено интелектуално активни, биле во текот на својот живот на високи позиции, многу работи зависеле од нив, донесувале клучни одлуки за големи корпорации, па и за државата на крајот на краиштата, одеднаш се, условно кажано, небитни. Тоа е голем пораз за личноста и тоа дополнително ги турка во очај таквите индивидуи, одеднаш сваќаат дека никој не ги бара, ништо не зависи од нив и не им се потребни на тие на кои што до вчера им биле потребни. Тогаш доаѓа момент на изолирање и повлекување, што уште повеќе ја влошува болеста. Топло им препорачувам на сите пациенти кои што се засегнати со оваа состојба, без разлика дали е на почеток, во средина или во крајните стадиуми кога е малку потешко, да се биде активни психички и физички, меѓутоа да не престануваат да бидат активни ниту на интелектуален, ниту на физички план. Многу е битна таа интелектуална или ментална стимулација од типот на читање, книги, слушање на аудио книги, учење на нови вештини, решавање крстозборки, судоку, па и учење странски јазици, осознавање нешто ново и правење нешто ново што во текот на својот работен живот и ангажман не можеле да го прават. Ментална гимнастика. Ментална гимнастика. Она што представува, ако движењето е клучно за одржување на мускулите, тонусот, здравието на коските и на целиот локомоторен апарат, тогаш читањето, размислувањето, таа ментална стимулација, решавање на некои загадки и така натаму е всушност гимнастика за мозокот. Тоа е храна за мозокот. Докторке, а дали некои витамини може да помогнат? Како што е витаминот Е? Или некои суплементи како што е гинко? Не. Не? Има ли храна која што е добра за мозокот? Можеме да најдеме и на такви статии? Да. Храната, да. Сите суплементи кои што ги има на пазарот, а се многу, и посебно таа популација која што е во групата на пензионери, која што почесто седи дома и често е на интернет, веќе кажам, споделувам искуство од пациентите кои што ми кажале, ќе дојдат во амбуланта и ќе кажат: доктор, ќе јас купив еден лек, дали ќе ми помогне за меморијата?
И јас ќе ги прашам од каде го купивте, и тие ќе ми кажат видов реклама на Facebook. Тоа е таква дезинформација се прави на пациентите, а во исто време тие препарати кои што можеби и недоволно испитани и не поминале преку сите филтри низ кои што треба да поминат, може повеќе да наштетат на мозокот отколку да имаат корист. Генерално за ниту еден од суплементите, зборувам за сите статии, сите метаанализи кои што се објавени на глобално ниво, ги испитувале суплементите каков е нивниот ефект на антиоксидансите. Еве го спомнавте витаминот Е, изворедно моќен антиоксиданс, не го менуваат текот на болеста на подобро. А замислете, кога ќе дојде еден таков пациент кој што со сета таа терапија која што ја зема за притисок, срце, бубрези и така натаму, ќе му додадете уште 2-3 суплементи. Вие ќе оптеретите и бубрези, и црн дроб, и така натаму, може да направите поголема штета. Она што може да се направи, меѓутоа, не тогаш кога ќе се јави болеста, туку како стил на живот. Ако кога ќе се јави болеста, почнете да се храните здраво, вие не можете многу да смените во текот на болеста. Меѓутоа, едни добри здрави навики во смисла на земање на избалансирана храна, која што е богата со витамини, минерали, антиоксиданси, како превенција, како стил на живот, сето тоа збогатено со физичка активност, со читање, со посетување социјални настани кои што се од интелектуално значење, кои што го тераат пациентот да размислува, го тераат да се запраша, да се замисли, тоа ќе помогне. Кога е веќе штетата направена, се разбира, здравата исхрана никогаш не може да наштети, меѓутоа не може многу да помогне од моментот кога ќе ја дијагностицираме болеста. Може да успори некои текови, меѓутоа дека нешто сигнификантно ќе промени не. Доктор, ке најавуваат некои нови лекови кои што би требало да го променат текот на болеста, не да ја излекуваат, туку да се промени текот на болеста и се однесува на оние всушност протеини кои што се таложат во мозокот. Дали се тие лекови веќе достапни? За кои пациенти се наменети? Така. Има ли некои официјални информации колку е се тоа ефикасно? Влева ли надеж оваа терапија? Терапијата е дизајнирана конкретно за новите лекови. Станува збор за 3 лека кои што се веќе во фаза на одобрување и најверојатно ќе бидат одобрени да се користат кај пациенти со Алцхајмерова болест. Се всушност лекови кои што, добро рековте, disease modifying therapy или терапија која што го менува текот на болеста. Алцхајмеровата болест не е само болест на невродегенерација, односно изумирање на нервните клетки. Некои од студиите покажуваат дека имуноинфламаторните механизми, отклучување на некои процеси на стерилна инфламација во мозокот, всушност доведуваат до ексцесивно енормно таложење на патолошки протеини. Тие протеини кои што се таложат во клетките и во просторот помеѓу клетките, тоа се наши протеини, нормални, меѓутоа доаѓа до откочување на механизми кои што доведуваат до нивна патолошка трансформација. Тој тау протеини, тој амилоид, ние нормално ги имаме во мозокот и тие се градивни елементи, меѓутоа под дејство најверојатно на некои инфламаторни, имуноинфламаторно посредувани процеси доаѓа до реаранжирање на нивната структура и до патолошко таложење на тие протеини. Лековите кои што се на хоризонтот, кои што се уште не се одобрени, не барем кај нас, имам информации дека во Обединетото кралство ќе почне за скоро време нивната употреба, ветуваат многу. Нема некои строги индикации за тоа кај кои пациенти со Алцхајмерова болест треба да се применат или не, затоа што делуваат токму на тие протеини, го спречуваат нивното таложење во мозокот и на тој начин го олеснуваат. Значи, штетата што е направена не може да се поправи, но би спречиле дополнително оштетување на мозокот. Претпоставам дека ова би било многу поефикасно ако ние пациенти кои што се во почетна фаза на болеста. Се разбира. И затоа треба таа болест да се дијагностицира што порано, но има ли вистина дека на вистина мал број на лице добиваат навремено оваа дијагноза, како кај нас, така и во светот, ретко во почетната фаза? Пак ќе кажам,
треба да има доволно свесност кај самите, кај сама една популација на една држава, а таа свесност доаѓа од информираност, а таа информираност доаѓа од јавни кампањи, од вакви емисии и така натаму. Тие се механизмите, тие се алатките да се подигне свесноста за една болест која што после ковид пандемијата мислам дека рапидно се зголеми незината инциденца, преваленца, се јавува и кај помлади индивидуи пред 60-та година од животот. Така да, јас не би рекла дека до толку сме неинформирани како општество, како нација. Читаат луѓето на интернет, осознаваат и ме радува фактот што еден добар дел од нив, кога ќе забележат и минимални промени на план на меморија, когниција, концентрација, фокус, учење и така натаму, доаѓаат да побараат помош. Понекогаш и претеруваат, поставувајќи си сами диагнози, меѓутоа подобро е да дојдат на време, да се превенираат некои работи отколку да дојдат кога ќе биде веќе многу доцна. Така, и да се чува здравјето, бидејќи како што споминавте, очигледно Алцхајмеровата болест е повеќе од невролошко заболување, туку е имунолошко, односно мултифакториелно, и опфаќа многу фактори кои што се поврзани со целокупното наше здравје. Кога зборуваме за превенцијата, споминавте дека здравиот начин на исхрана е важен, но дали клучната превенција, она што е клучно треба да се направи, е се уште непознато за современата медицина? Да, се разбира, така е. Не можете да се родите, се раѓате со одредени гени кои што ви ги пренеле родителите и дали тие гени ќе бидат отклучени и тригерирани во текот на животот, пак ќе кажам, многу зависи од околината, од стилот на живот. Правени се експерименти со едноклеточни близнаци. Веднаш после нивното раѓање, едниот близнак, едното детенце, останува да живее во едно урбано општество, со сите стресови кои што ги носи секојдневието, сообраќаја од работата, желбата да се заработи, да се постигне некој социјален статус, а другото детенце го носат на екзотичен остров. Така да. Го следат нивниот животен тек и после одреден временски период, кој што значи старење, значи после 65-та, 70-та година од животот, ги споредуваат нивните когнитивни, мемориски, ментални капацитети. Изворедно, поголема јаснотија во мислата и во меморијата имало она детенце, сега веќе возрастна индивидуа која што живеело на остров, неоптоварено со стрес, загадување, неправилен начин на исхрана и така натаму, отколку индивидуата која што живеела во урбано општество. Стилот на живот, начинот на кој што ние се однесуваме кон нашето здравје, нашето тело, нашиот ум, има клучен фактор, не само за клучен фактор за развој на многу болести, не само за Алцхајмеровата болест, меѓутоа посебно за невролошките заболувања од проста причина што се уште не се демистифицирани голем број од невролошките заболувања и мислам дека долги години ќе поминат десетици години се во прашање додека ние дојдеме на некоја солидна почва и кажеме да, ова е Алцхајмеровата болест, ова треба да пиете, вака треба да се однесувате, ова треба да земете како превенција. Например, за грипот се знае. Каква е превенцијата? Мозок е во прашање, не можете да знаете се никогаш, затоа што е се уште една огромна џунгла неистражена која што доправа треба. Знаете како? Еве ќе направам споредба на некои сознанија кои што сум ги слушнала на некои конгреси од 2016 година, се однесувале на Алцхајмеровата болест, не важат денес. Секое ново сознание поврзано со болеста раѓа нови критериуми на дијагностицирање, нови начини на однесување, опходување према болеста. Така да интензивно се работи на тоа поле, меѓутоа магичен лек и магична формула да се заштитиме од Алцхајмеровата болест не постои. Од друга страна, праксата покажува дека постојат пациенти чии што родители биле болни или се уште боледуваат од
од се уште боледуваат од Алцхајмерова болест, се во поодминати стадиуми од животот, а нивните деца кои што се веќе во зрели години над 65-та година од животот се извонредно ментално активни, имаат остар, бистар ум и така натаму. Нема правила. Така, нема правила. Да. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и за ово убаво појаснување поврзано со Алцхајмеровата болест. Ви благодарам и вам. Почитувани, ова беше уште една емисија реализирана во соработка со приватната клиничка болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што и денеска не следевте и гледајте не секој работен ден во 12 часот и 50 минути кога зборуваме за здравието. Пријатно.